Министерот за правда Крена Лога го потпиша барањето за екстрадиција на Љупчо Палевски Палчо, кој беше уапсен во Турција и откако ќе се преведе, веднаш ќе биде испратено до тамошните власти. И покрај тоа што ОЈО и Министерството за правда веднаш го подготвија и подпишаа барањето, неизвестно е дали Палчо како лидер на партија ќе побара политички азил и постапката ќе се одолговлечи. Министерството за правда очекува соработка со колегите од Турција. Министерството за правда ја започна постапката за екстрадиција и ја прибира целата документација од институциите, што е потребна за нејзино спроведување. Воспоставени се контакти со јавното обвинителство на Македонија и ОЈО Скопје со цел соодветно комплетирање досиеата за тоа како може да постапи Министерството за правда. Се координираме со сите надлежни институции да постапат веднаш и нема да чекаме да истече рокот од 40 дена за поднесување барање за екстрадиција. Се додека не заврши постапката за екстрадиција, првоосомничениот за убиството на 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче ќе биде задржан во екстрадицијски притвор во Турција. Покрај барањето за екстрадиција, комплетната документација содржи опис на осомничениот, податоци за него, обвинение, присуда или одлука за негово притворање и препис од делата за кои се сомничи. Пред да стигне во Турција, Палевски бил однесен во Белград со автомобил кој го управувал неговиот адвокат и престојувал во хостел. Од таму, на 2 декември, друг возач, Стефан Димовски, го качува Палевски во возило Land Rover и со него преминува на бугарска територија. Патот на бегството на Палевски продолжува до турска граница, каде двајцата поминуваат преку граничниот премин Капитан Андреево. Димовски го остава Палевски на турска територија и со тоа ја завршува неговата работа. Според објавените информации од органите на прогонот, Палевски е лоциран во Бели Кесир и уапсен на автопат пред да биде транспортиран со такси до Истанбул. Откако ќе биде испратено барањето за екстрадиција до турските власти, тие одредуваат кога Палевски ќе биде спроведен до македонска граница. Веднаш штом ќе стапне во Македонија, Палевски заминува во 30-дневен притвор, кој веќе му е одреден од страна на кривичниот суд.